Благодарам, еве, не можеме да стигнеме. Сега бевме на пленарна седница, таму разговараме за еден закон, тука разговараме за друг закон и сите тие под плаштот на европското знаменце. И таму го покажав, и вчера го покажав, и денеска ќе го покажам и овој закон, кој што од ваша страна, односно не од ваша страна како заменик, туку од страна на Министерството, односно од страна на министерот кој што се подпишал, меѓутоа не знаеме кој стои позади овој подпис, подпишал на празни табели. Табели кои што мора да укажуваат, односно да ја кажат причината зошто овие закони се донесени со европско знаменце. Значи се продолжува со силување на демократијата, со силување на ова собрание и со подценување од страна на владата на ова собрание. И ова не е подценување само на собранието, туку е подценување на граѓаните, затоа што ако ова е представнички дом на граѓаните, владата мора кон овој дом да се однесува со дигнитет и со респект, а не на начин на кој што се однесува, со непочитување кон народните представници, односно народните избраници. На овој начин да се турка насила најголемиот, односно најкриминалниот проект, криминален проект на веков, како што го нарековме, мислам дека е крајно разочарувачки и поразувачки за македонската нација. И на пленарна говорев, и тука ќе кажам, начинот на кој што тоа се прави и последиците кои што ќе произлезат од ова што денеска се прави, односно го правите вие како парламентарно мнозинство на ДУИ и на СДСМ, ќе има децениски последици. И ова треба да го знаат македонските граѓани. Мене ми е жал што вие како парламентарно мнозинство тоа не го разбирате, или пак го разбирате, меѓутоа сте уценети да мора да го поддржите. Меѓутоа треба да знаете, со втурнување на Македонија во една нестабилност, финансиска нестабилност, државата ја губи својата отпорност кон надворешни влијанија. И се утре што ќе биде побарано од Република Македонија, на некој начин ќе биде овозможено, ќе биде изрелативизирано и ќе бидеме приморани да подлегнеме под надворешни уцени. И за ова треба да бидете свесни кога ги носите овие закони. Не може да се носат закони врз основа на подпишан договор. Обратно е. Договорот се подпишува врз основа на постоечките закони. Како сега вие подпишавте договор и сега барате за да се спроведе тој договор, да се променат законите. Еве тука има правници меѓу нас, нека кажат дали е тоа нормално. И јас ценам дека тоа е ненормално. И ова што го поддржувате е ненормално од ваша страна. Не сакам да ги читам лицата кои што како професионалци требало да го спречат носењето, односно испраќањето на овој предлог закон со европско знаменце во ова собрание. Ги прочитав на собраниска седница и вчера ги прочитав. 5-6 лица се. Тие се професионалци. Јас политичарите вас ќе ве разберам затоа што на вас во главата само една работа имате. Како повеќе да го плячкате народот. Меѓутоа овие требале тоа да го спречат, а не да се подпишаат на овој скандалозен предлог закон. Сте напишале оценка на состојбите кои треба да се доуредат со законот и причини за донесување на законот. И сега тука сте ставиле дека ова се прави врз основа на извадок од нацрт записник од некоја седница на владата. Почитувани, односно почитувана македонска јавност, ова парламентарно мнозинство сака да усогласува предлог закони, односно македонското законодавство, врз основа на некаков предлог, односно нацрт записник, а при тоа нема никаква регулатива на која што се повикува. Нема директива, нема регулатива, нема никаков број врз основа на што се повикува за носење на овој закон. Сте напишале дека оваа промена се прави за усогласување на постоечкиот закон. Со што ќе се усогласува овој постоечки закон? Че мораме да имаме конкретно какви сме ние пратеници ако гласаме и ако веруваме на оваа влада. Па на оваа влада не може да се верува. Зарем вие како парламентарно мнозинство и верувате? Јас не и верувам, а не и веруваат и македонските граѓани, погледнете ги последните анкети. Над 70% сметаат дека државата ни се движи во погрешен правец. И тоа е токму заради вашето владење, заради вашето дивење, заради вашата аздисаност. Сте напишале реализација од стратешки интерес. Каде видовме ние што е тоа стратешки интерес? Ќе ве молам. Каде е дефинирано што е стратешки интерес? Која е владата да дефинира што е стратешки интерес, без при тоа да ја праша македонската јавност, без да се консултира со опозицијата, со најголемата опозициона партија? Каде е владата да се консултира со експертите,
со стручната јавност, па да дефинираме што е стратешки интерес. Ова на ништо не личи и не доликува. Сте напишале цели начела и основни решенија на предлог законот врз основа на кој се носи. Заради забрзана реализација. За каква забрзана реализација зборувате? Дали тоа значи дека ќе се кратат процедурите? Да. Кога се кратат процедурите, што тоа значи, почитувани? Тоа значи дека тоа е изборна корупција. И ништо повеќе и ништо помалку. Кога се кратат процедурите, не се забрзува рокот, туку се кратат процедурите. Кога се кратат процедури, се скокаат чекори, значи се издаваат помалку лиценци, помалку дозволи. А сега ќе видиме и за какви дозволи станува збор. За овие градби се предвидува да не се спроведува редовната постапка за изградба на градбите предвидена со Законот за градење и во тој контекст се исклучува примената на одредбите кои се однесуваат на постапките за одобрување на идеен проект, за издавање на одобрение за градење, за измени во текот на градбата, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи, за прибележување и предбележување на градбата во јавна книга, за рокот за изградба, за реконструкција, за формирање на одлагалиште на земјиште, за дислокација на далнова транфостаница, нафтовод и така натаму и така натаму. Сега сето ова го заменувате со еден урбанистички проект. Значи Македонија гради без проект, без траса, без градежна дозвола, со крајни контроверзни. И го градиме најскапиот автопат во регионот. Најскапиот автопат. 20 милиони евра ќе стигне 1 километар автопат. 20 милиони евра. Во време на ВМРО ДПМНЕ автопатот до Штип се изгради за 4 милиони. Ова е 5 пати поскапо. Па дали не мислите дека македонските граѓани како национален интерес не треба да знаат зошто се плаќа 5 пати поскапо километар? Зарем е тоа нормално, почитувани колеги од мнозинството? Дали не треба да се почитуваат одлуките на Уставен суд? Тоа беше и за вчерашниот закон, меѓутоа е многу поврзан со овој договор врз основа на кој што ги носите сега законите, а треба да е обратно, реков. Дали не се интересирате зошто се плаќа 300 милиони евра за пенали? Дали тоа не ве интересира? И дали не е срамота ова што го правите на македонската јавност? Дали мислите дека е во ред да не се почитува правото, да не се почитува уставот, да се суспендираат и уставот и законите? Зошто мислите дека ако се злоупотреби европското знаменце, дека Европската унија ќе молчи? Зарем мислите дека со вашиот поданички однос, каде што ветувате се и се што на Европската унија, дека за ова ќе ви премолчи? Не. Нема да ви премолчи. Напротив, ви дадоа јасен сигнал и писмено соопштените имате и имате изјава на евроамбасадорот. Тој е најрелевантен за овие работи. Еве, ние не сме релевантни. Тој е релевантен да каже како е во Европската унија. И дали ова што го правите денеска е усогласување на македонското законодавство со европското законодавство, односно со европското аки. Сите тоа знаат дека не е. Цела јавност се крена. Конфедерација на синдикати. Се крена интелектуалци. Се крена цела опозиција на нозе. Македонската јавност. И вас тоа не ви интересира. И после се чудите. Зошто вашата реторика, каде што кажувате Европски фронт сте биле некаков, сте се бореле за Европа, за еднакви права, па се тоа го погазивте. Каде имате еднакви права, кажете? Дали сите фирми можеле да конкурираат за овој проект? Не. Зошто? Затоа што некој решил во 4 очи да го случи договорот. Зошто да не градат македонски компании тука? Македонските компании не ли заслужуваат да си градат во собствената држава? Тука е главното прашање. Вас тоа не ви интересира. Вас ви интересира да се земат провизиите. И ова ви е смислено и ова ви е договорено. Да се платат пеналите, за да се украдат парите и да одите на предвремени парламентарни, односно на парламентарни избори. Да ги купувате граѓаните, да ги подценувате. Понатаму, сте напишале дека ќе се интегрираме со Европската унија. Со кои држави членки на Европската унија ќе се интегрираме? И минатиот пат го реков и сега го прашувам. Ајде еден нека стане и нека каже. Со која членка на Европската унија ние ќе се интегрираме со овие проекти? Затоа што ова не се проекти како што се замислени, коридор 8, целосен. Ова се само одсечки од коридорот. И зошто не се запрашате? Зошто не се гради цел коридор, туку се градат само одсечки? Зошто ја замајувате македонската јавност дека правите некакви проекти со кои сите ќе се гордееме? Напротив, никој не се гордее со овие проекти, затоа што се криминални.
Македонија секогаш треба да се гради и треба да се развива подеднакво, секаде. Меѓутоа, вие тоа не го правите. Очигледно на вам поважно ви е како да останете ден плюс на власт, а јас и на говорница го кажав во другата сала, ќе го кажам и тука. Реновирајте се и ги затворите на време, да не биде после касно. Благодарам.